Ти се ми очисти од секија скверни, спаси, блажи души наша. Слава Отцу, Сину и Духу, и присно веки веков. Амин. Молитвам се тако апостола Матеј, се свети Господи, се Христе Боже наш, помилуј нас. Амин. Денеска ќе продолжиме таму кај што останавме, во 5 глава од Евангелието според Матеј. И минатиот пат го прочитавме она што беше подготовка за беседата на гората која што Христос ќе ја изрече. И овој пат ќе почнеме директно со таа беседа на гората. Евангелието вели, Христос, односно Евангелието вели: немојте да мислите дека сум дошол да го поништам законот или пророците, не сум дошол да ги поништам, туку да ги исполнам. Јасно е дека под закон се подразбира Стариот Завет. Толкувачот Свети Теофилакт Охридски вели: бидејќи тој, Христос, имал намера да воведе нови закони, за оние што го слушаат да не помислат дека тој е противник на Бога, тој го испреварува таквиот сомнеж и вели: дојдов не за да го нарушам законот, туку да го исполнам. Како тој го исполнил законот? Го исполнил најпрво со тоа што извршил се што било предскажано за него од пророците. Затоа евангелистот често вели да се исполни кажаното од пророците. Тој ги исполнил и сите заповеди на законот, затоа што не извршил беззаконие и немало измама во неговата уста. Тој го исполнил законот и во однос на нешто друго, тоест го исполнил бидејќи тој целосно го нацртал, го насликал она за што законот дал само една сенка. Законот велел не убивај, а Христос рекол не се гневи непотребно. Слично на иконописец, тој не го брише првичниот цртеж, туку го дополнува. Следно толку Свети Јероним Стридонски вели: тој ќе ги исполни законот и пророците, или со тоа што тој самиот ќе го исполни она што било предскажано од другите пророци, или така што тој со својата проповед ќе го надополни она што претходно, заради слабоста на слушателите, било грубо и несовршено, сосема уништувајќи го гневот, забранувајќи враќање око за око и зап за зап, забранувајќи ја дури и во мислите скриената поход. И уште еден толкова Свети Григорий Палама вели, повторно, за прашањето на кој начин го исполнил: законот бил печат и означување и символично учење на обрезанието на срцето од лошите помисли, зашто јудејците не се грижеле, та затоа биле укорувани од пророците како необрезани по срцето и биле омразени од оној што гледа во срцата, а на крај станале и отфрлени. Човекот гледа на лице, а Бог гледа на срце. На оние кои што покажале грижа да го стекнат тоа духовно обрезание, нивното телесно обрезание станало, како што вели Павле, необрезание. И тие се отудиле, значи за оние кои што не покажале грижа да стекнат такво духовно обрезание, нивното телесно обрезание станало необрезание. Тие се отудиле себе се од Бога, кој не гледа на лице, односно не гледа на јавното телесно оправдување, туку на срцето, тоест на невидливото постоење и движење на мислите во нас. Значи, сите толкувачи окажуваат истото, дека Христос го исполнил законот и пророците најпрви со тоа што самиот дошол и е остварување на она што било пророкувано за него. И второ, затоа што тој како човек ги исполнил сите одредби на законот, бидејќи не направил ништо што е спротивно на Стариот Завет. Понатаму ќе се навратиме и на другите работи што тука беа наговестени во овие толкувања. Христос продолжува: зашто вистина ви велам, дури постојат небото и земјата, ниту една буквичка или црта од законот нема да се измени додека не се исполни се. Сега тука во однос на овој превод треба да знаеме дека во некои постари преводи на македонски на Светото писмо стои напишано јота наместо буквичка, што е соодветно на изворниот текст на црковно-словенски, кој што исто стои јота, и на грчки буквата јота. Значи, чисто да не биде забуна, зошто толкувачите го користат зборот јота понатаму.
Тука Господ покажува, ова е толкувањето на Светиот Теофилакт Охридски, тука Господ покажува дека светот ќе помине и ќе се измени. Затоа тој вели, додека стои Вселената, нема да исчезне ниту најмалата буква од законот. Затоа што јота е грчката буква која што е една цртка. И таа е, да кажеме, најминимална буква што може да постои. Некои под јота и под црта ги разбираат 10 заповеди, бидејќи со јотата и со една црта се означува на грчки бројот 10, бидејќи на грчки бројките исто како на црковно-словенски се буква со една цртка одозгоре, што означува дека таа буква е бројка. Значи, некои по тоа ги подразбираат 10 Божи заповеди, а другите во јотите и во цртата гледаат крст, каде што јотата е исправниот дел од крстот, а цртата попречниот. Па така велат, се она што е кажано во однос на крстот ќе се исполни. Следно толкуваш вели, со ова Господ ни укажува дека целиот свет ќе прими нов изглед. Тој не го кажал тоа залудно, туку за да го возвиши духот на слушателите и да покаже дека тој правилно постапува, утврдувајќи нови правила за живот. Бидејќи штом сета творба ќе прими друг изглед, тогаш и човечиот род треба да биде призван кон друга татковина, кон начин на возвишен живот. Тоа го вели светот Јоан Златоуст. Значи, во зборовите дури постојат небото и земјата, толкувачите гледаат на говестување дека ќе дојде момент кога тие нема да постојат, односно ќе се сменат. И на крај Свети Јован Кронштадтски вели: Словото Господово е толку цврсто и неизменливо, што преку него се држи целиот свет, видлив и невидлив, ангелскиот и човечкиот свет. Затоа зборовите на Евангелието се толку цврсти, што полесно е небото и земјата да поминат, отколку една јота или црта од законот да се загуби. Се што Господ кажал во Евангелието е толку вистинито и цврсто, што небото и земјата поскоро може да поминат и да исчезнат, отколку зборовите Господови кажани во Евангелието. Чудно е Словото Божјо и погледнете колку е вистинито Словото Господово. Еве веќе 19 век, бидејќи Свети Јован Кронштадтски тогаш живел, еве веќе 19 век од вознесението Христово на небото, неговото Слово станува цврсто и неизменливо, оживувајќи ги нашите срца, просветлувајќи ги нашите умови, исполнувајќи ги своите ветувања и пророштва, и ќе постои и ќе ги оживува душите човечки до крајот на векот. Господ продолжува: И така, оно што ќе наруши едно од тие најмали заповеди и така ги научи луѓето, ќе се нарече најмал во Царството Небесно. А оно што ќе ги исполни и така ќе ги научи луѓето, тој ќе се нарече велик во Царството Небесно. Да видиме што велат толкувањата за ова. Да се дела и да се поучува, значи да се исполнува на дело тоа што се поучува, е највисоко од се. А да се дела, но да не се поучува, е недоволно. Тогаш човекот како да куца на една нога. Заради поучување човекот и воопшто има дар на говор, на слово. Кога действувањето би значило и поучување, кога би биле тие синоними, тогаш не би било кажано кој ќе исполни и така ги научи луѓето, тој ќе се нарече велик. Затоа што ќе се повторува едното исто. Затоа што каква сила може да има доблествениот живот кога се случува спор за догматите и заштитникот на погрешното учење незадржливо напаѓа врз догматите, а исправните нема кој да ги заштити. Значи, заради тоа се вели дека е потребно и да се поучува. А да се поучува без да се исполнува, тоа личи на лист без плод и нема да остане без подсмев, посрамување и осуда. Следно толкуваш вели: под мали заповеди се разбираат оние кои што тој самиот имал намера да ги даде, но не заповедите од законот. Мали ги нарекува во силата на своето смирение, за и тебе да те научи да бидеш скромен во учењето. Најмал ќе се нарече во Царството Небесно е кажно на место. При воскресението ќе се најде на последното место и ќе биде фрлен во геената, зашто таквиот нема да влезе во Царството Небесно. Тука по Царството Небесно разбери го воскресението. Значи, човек кога ги чита овие зборови,
дека оној кој што ќе наруши некоја заповед и така ги научи луѓето, ќе се нарече најмал во Царството Небесно, се добива впечаток дека и тој ќе биде член на Царството Небесно, само ќе биде некаде на друго место. А толкувачот вели, не, туку тој ќе биде на самиот страшен суд, на последното место и ќе биде фрлен во гената, односно во пеколот. И туку уште еднаш се покажува како човек кога ги чита зборовите од Светото Писмо може да добие еден впечаток кој што не се поклопува со духот на Светото Писмо. А духот на Светото Писмо ни го покажува тоа толкување на светите отци на црквата. Прво пишува исполни, а потоа научи. Затоа што како јас си ги упатувам другите по патот по кој самиот не сум поминал. Од друга страна, ако јас исполнувам, а не поучувам, тогаш нема да имам таква награда. А дури може да се случи да имам и казна, доколку не поучувам заради завист или заради мерзеливост. Значи, гледате колку даваат акцент светите отци на поучувањето, во смисла дека секако дека треба да се исполнат одредбите на законот, но добро е и да се поучува. Затоа што оној кој што има способност да поучува, а не поучува затоа што е мрзелив или затоа што има завист дека ете оној што ќе научи ќе биде поголем од него, тој ќе подлежи дури на осуда заради тоа. Уште едно толкување. Помали или најмали заповеди Господ ги нарекол не затоа што тие навистина се такви, туку затоа што ние такви ги гледаме. Например, да се празнослови, или да се посака она што е на нашиот брат, или да се гледа страстно, или да се презира и да се осуди некој. Сето тоа и таквите слични работи ние не ги сметаме за ништо. Ги имаме како најмали и најпоследни, да затоа ги занемаруваме и се однесуваме равнодушно кон тоа. Не се пазиме од тоа и затоа немаме никакво поимање, затоа што сме заборавиле каков најстрог суд изрекува Господ за таквите дела велејки. И ви велам дека за секој празен збор што ќе го изговорат луѓето ќе одговараат на судниот ден. Во Евангелието според Матеј 12 глава 36 стих. И уште не посакува нешто што е на твојот ближен. И уште кој погледнал со желба веќе извршил прелюбодејство. И уште кој ќе му каже на својот брат безумник, виновен ќе биде на судот, односно кој ќе му каже, тука е малце со овие термини е малце спорно, затоа што има зборови кои што се преведуваат на различен начин, кој ќе му каже будала ќе биде подложен на огнена геена. И апостолот сакајќи да ни покаже дека ѓаволот действува во оние што прават такви дела, вели: осилно на смртта е гревот. Бидејќи штом гревот не е ништо друго, туку престапување на Божјата заповед, а не посакува, не лажи, не празнослови, не го судува својот брат, е заповед Божја, тогаш очигледно дека секој што врши такви дела бива ранет од осилото на смртта, односно од гревот. Преку таа рана и жалост од гревот, истиот миг како црв легува ѓаволот и живее таму внатре. Значи, Свети Симеон Богослов ни кажува дека мали овие заповеди се наречени затоа што ние ги сметаме за беззначени. Бидејќи Господ, како што ќе видиме понатаму, во своите заповеди ни зборува не само за дела, туку и за помисли. А ние денеска, кога не обрнуваме внимание на тоа, сметаме дека тоа е нешто небитно или нешто што лесно може да преминеме преку тоа, а нагласува Свети Симеон Богослов дека тоа Божја заповед. И затоа ќе одговараме како оние кои што се нарушители на Божите заповеди, кога не го слушаме она што Христос го кажува. И еве сега да видиме кои се тие работи. Затоа што уште еден стих. Христос вели: затоа што ви велам, ако вашата праведност не ја надмине праведноста на книжниците и на фарисеите, нема да влезете во Царството Небесно. Значи, под правда Господ ја подразбира секоја добродетел, слично на она која се кажува Јов беше вистинит, праведен и непорочен. Значи човек утрепери кога ќе помислиш на тоа колку многу се очекува од нас. Затоа Господ не поучува како да ги умножиме и ги набројува добродетелите. Одлика на книжниците е знаењето на законот без да има грижа да се живее според законот. Одлика на фарисеите е исправноста на надворешното поведение без особена грижа
за исправноста на чувствата на срцето и мислите. И едното и другото морално устройство се осудени да се најдат вон Царството Небесно. Затоа тука научи потребна лекција. Познавај го евангелскиот закон и според тоа знаење устројувај го својот живот. Во поведението труди се да бидеш исправен, држи ги исправни и внатрешните чувства и расположение. Нешто си дознал, не останува само на знаење, туку оди подалеку излечи заклучок, затоа што на тоа те обврзува тебе тоа знаење и реши се според тоа неодложно и решително да постапуваш. Во поведението постапувај така што чувствата и расположението додат зад надворешните дела. Да не одат така што чувствата и расположението да не бидат како резултат на надворешните дела, туку надворешните дела да бидат предизвикани од чувствата и расположенијата. Значи, не упатувам толкувачот Свети Теофан Затворник, дека ние првим треба внатрешно да ги исполниме тие заповеди Господови, а не како фарисеите и книжниците само да оставаме впечаток надворешен дека ние сме некои побожни луѓе. И тоа вели Христос. Ако вашата праведност не е поголема од праведноста на книжниците и фарисеите, вие нема да влезете во Царството Небесно. Книжниците и фарисеите се оние кои што се познати во Светото Писмо како луѓе кои што ја запазуваат надворешната форма, а внатрешно воопшто не се трудат да го исполнат она што го пропишува законот. Затоа што ќе видиме ние понатаму од другите толкувања дека и Стариот Завет ги поучува истите работи, го има истиот дух како и Новиот Завет, само што луѓето се навикнале дека е полесно да се запазува само надворешната форма, а внатрешно човек да биде, да кажем така, распуштен. Уште еден толкувач вели: по своето славно доаѓање Христос започнал да ги испразнува делата на законот, не за да ги разруши, туку исполнувајќи ги конечно да го надмине законот. Затоа тој им рекол на апостолите дека нема да се искачат на небесата ако нивната праведност не ја надмине праведноста на фарисеите. Така Христос, преовајќи го сето она што е пропишано во законот, го остава зад себе на тој начин што не го уништува, туку го исполнува. И сега почнува да поучува Господ. Сте слушале дека на старите им било речено: не убивај, а кој убие ќе одговора пред судот. Јас пак ви велам дека секој што се гневи на својот брат без причина ќе одговора пред судот, а на оној што ќе го нарече својот брат празноглав ќе одговора пред Синедрионот, оној пак што ќе му рече будала ќе одговора во огнениот пекол. Туку уште една повторно се вратам на она претходно што го спомнав, во однос на овие два збора, празноглав и будала, преводот е не сосема, да кажеме, прецизен или буквален, затоа што во изворниот текст се користат зборови кои што се од арамејски или сиријски или еврејски јазик, кои што се пренесени на начин како што биле во тој јазик, а не се преведени. Односно, во грчкиот текст напишува: оно што ќе го нарече својот брат рака, не се мисли на рака на словенски, него тој е некој друг збор кој што е за нас непознат, тој ќе одговора пред Синедрионот. И сега, толкувачот вели: за зборот рака, вели: зборот рака не е голема навреда, тој изразува само некаков презир или неуважување од страна на оној кој го изговара. Слично на тоа како ние кога им наредуваме нешто на слугите или на некој што е од понизок од нас и велиме: ти оди таму и кажи му тоа и тоа на тој и тој човек, така и оние кои говореле сиријски јазик го употребувале зборот рака наместо ти. Но човеколюбивиот Бог, за да ги предодврати поголемите навреди, сака да ги прекрати најмалите, заповедајќи ни во меѓусебното однесување да запазуваме приличноста и должното уважување еден кон друг. Значи, тој збор рака што тука преведен како празноглав,
никаде не стои празноглав во Светото писмо. Тоа е некој збор кој што очигледно преведувачот смета дека најблиску е до она што е изворно напишано. Ако се напише рака, треба да има вакво објаснување, нема да биде јасно само по себе. Но сега бидејќи го објаснуваме, затоа ви кажувам дека зборот рака, односно како што тука преведен празноглав, означува збор на презир или на гледање од висина. И самиот збор не е некаква, да кажеме, квалификација или лична навреда. Само означува, да кажеме, некој вид на гледање од високо или од презир. Меѓутоа, гледате од кај трга Господ? Од заповедта во Стариот Завет. Не убивај, тој вели не само да не убиваш, туку да не зборуваш од високо, а уште или пак да зборуваш што навреди, затоа што вели оној кој што ќе го навреди или ќе зборува од високо кон својот брат, ќе одговара пред Синедрионот, а Синедрионот тука е еврејскиот суд, значи ќе има некаква одговорност. А оној кој што ќе вели во превод на македонски ќе го нарече својот брат будала, и тој збор прво е турски збор, а второ не е најсоодветен. Посоодветен превод може би е зборот безумен во овој случај. Вика, тој ќе одговара во огнениот пекол. Значи, зошто е тоа навреда која што е така страшна да биде човек, да кажеме, да си заслужи осуда за во пеколот? Затоа што има две причини. Едната е затоа што е, да кажеме, навреда, а другата е затоа што кога ќе се каже е безумен, тоа значи дека се навредува дарот Божи на словесноста кој што човек го има. Да кажеме, се навредува Божиот образ во човекот, Божиот лик во човекот. Оно што е најголем, да кажеме, дар што нас не одликува од животните, е токму словесноста. Ако му кажеме на нашиот брат дека е безумен, дека не е словесен, како да го правиме животно, како да го навредуваме Божиот образ. И затоа е тоа таква работа што подлежи на тешка осуда. Тоа го објаснува Свети Максим Исповедник, кој што вели: сметам дека зборот безумен го означувал неразумниот и безумниот, а зборот рака, кој што сум еврејска, се преведува од еврејски јазик како презрен. Зборот глупав се употребува за безбожникот и неверникот, како што стои во псалмите. Рече безумникот во своето срце нема Бог. И како што вели Мојсей: народ глупав и неразумен. Оттука, оној што својот истоверен брат го нарекува безбожник, идолопоклоник или еретик или неверник, тој му вели глупав, односно безумен, и праведно подлежи на осуда во геената. Оној пак кој му вели рака, односно презрен или нечист, го клевете или го критикува начинот на живот на својот брат, па затоа се разбира подлежи на полесна казна. Значи едно само го, да кажеме, го навредува во смисла дека се однесува со него како од висина и го критикува неговиот начин на живот, а вториот кој што му дава квалификација, тој прави таква грешка што вели Господ заслужува да биде осуден на пекол. И ние да размислиме во денешно време како лесно и за какви ситници ги изговараме овие зборови. И сега некој ќе каже тоа е премногу строго. Еве за тоа се однесува и толкувањето Свети Теофилакт Охридски. Многумина мислат и велат дека тоа е тешка и сурова пресуда, но не е така. Зарем оној што го лишува братот од разум и смисла, го лишува од она по кој што се разликуваме од животните, зарем тој не е достоен за пеколот? Тој што навредува и безчести, тоа разрушува љубовта, а кога љубовта е разрушена, се уништуваат сите добродетели, кои се силни само кога постои љубов. Значи секој оној кој што ги безчести другите, со самото тоа разрушува љубовта и затоа праведно е предаден на огнот. И уште едно толкување Свети Симеонов Богослов вели: иако тие именувања се чинат незначителни, постапката го расклатува и разрушува великото дело на љубовта и му дава простор на ѓаволот. Ние денеска со секакви навреди се
знаеме да се користиме за најбанални нешта. А ако сакаме да бидеме вистински христијани, тогаш овие зборови на Господа ќе ги земеме сериозно. Нема да ги земеме како нешто што е незадолжително. Затоа што ова не е некое толкување кој што кажува овој или оној свештеник, ова се зборови на самиот Господ Исус Христос. Ќе продолжиме понатаму со зборовите Господови. И Господ вели: и така, ако принесуваш дар на жртвеникот и таму се сетиш дека твојот брат има нешто против тебе, остави го дарот таму пред жртвеникот, поди најнапред, помири се со својот брат, а потоа дојди и принеси го својот дар. Толкувачот вели: Бог ја занемарува собствената чест, затоа што го одвраќа човекот од принесување на дар пред жртвеникот. Само за ние да се љубиме еден со друг. Кон зборовите: ако твојот брат има нешто против тебе, додал, односно не рекол дали е тоа праведно или неправедно, ти помири се. И не рекол ако имаш ти против него, туку ако има тој нешто против тебе, потруди се да се смириш со него. Заповеда да го оставиме дарот, кој што го спреаме за жртвеникот Господов, за да има неопходност од помирување. Сакајќи да го принесеш својот дар, ти неопходно треба да се помириш. Заедно со тоа покажува дека љубовта е вистинската жртва. Свети Максим Исповедник вели: ако не сакаш да отпаднеш од божествената љубов, тогаш ни братот свој немој да допуштиш да заспие со огорчување на тебе. Ниту пак ти не заспивај огорчен на него, туку оди, помири се со твојот брат и врати се со чиста совест. Принеси му на Христа дар на љубов во усредна молитва. Значи, ние денеска не само што не се трудиме ова да го исполниме, него многу пати и ние кога имаме нешто против својот брат, знаеме да го чуваме тоа во себе. А ако нашиот ближен има нешто против нас, ние воопшто не се грижиме, да кажеме, ќе си кажеме во себе, тоа е негов проблем, тоа нас не засега. А Господ вели: ако има тој нешто против тебе, не е дека не е твој проблем. Ти оди, остави го дарот, си тргнал во црква, остави го тоа што си замислил да го правиш, оди помири се со твојот брат. Значи, она што Христос ни го дава како критериум за братска љубов е нешто многу повеќе од она што денеска владее во нашето окружување. Дури и оние луѓе кои што се, да кажем, блиски пријатели, тешко дека вака постапуваат или ретко кој вака постапува. Следно Господ вели: измири се брзо со својот противник, уште додека си на пат со него, за да не те предаде противникот на судијата, а судијата на судскиот поданик, и да бидеш фрлен во затвор. Вистина ти велам, нема да излезеш оттаму додека не го дадеш и последниот кодран. Толкувачот Свети Игнатий Бранчанинов вели: според мисленето на светите отци, противник на човекот, оној противник кој што е спомнат во Евангелието, е човековата совест. Токму таа ни е противник, затоа што таа ни се спротивставува за секое наше противзаконско дело и дури на секој почеток на противзаконско дело. Зачувај го мирот со тој противник на својот пат кон небото, за време на земниот живот, за да не стане совеста твој обвинител во време кога ќе се решава твојата вечна судбина, односно на страшниот суд. И ова е многу длабоко толкување кое што ни вели дека нас совеста, како еден глас Божи во нас, ни кажува кога нешто ќе сгрешиме или кога нешто нема да сгрешиме. И ако човек внимава на гласот на совеста, односно се помири со својата совест, уште додека е тука на земјата, таа нема да стане негов обвинител за време на страшниот суд. Затоа што вели, тогаш ќе се одлучува за вечното наследство, да кажем така, не судбина може да звучи погрешно, за вечното наследство на човекот. Друго толкување Свети Теофилак Охридски вели: некои мислат дека под противник се подразбира ѓаволот, а под пат животот, и сметаат дека Господ на овој начин опоменува. Додека се наоѓаш во овој живот, разорија врската со ѓаволот, за тој подосна да не може да те разобличува за гревовите, како да имаш нешто од него, и за да не бидеш предаден тогаш на казна, се додека не ги уништиш и најмалите гревови.
Но ти разбери дека Господ тоа го вели во однос на овдешните противници, учејќи не да не осудуваме и да не се отклонуваме од Божите дела. Ако вели тебе те навредат, ти немој да одиш на суд, туку измири се на патот за да не пострадаш повеќе благодарение на моќноста на противникот. Значи тука слушаме уште две различни толкувања. И ве две различни толкувања или сите заедно три не се спротивни едно на друго. Туку се, да кажеме така, различни слоеви на толкување кои што светите отци ги извадиле од овие зборови Господови. Едно толкување тоа дека противникот е совеста, друго толкување дека е буквално нашиот противник тука на земјата. Некој со кој што си имаме некакво недоразбирање, некакво, да кажеме, некаква кавга. Ни вели Господ, помири се со тој човек, уште додека си тука на земјата, затоа што не знаеш, можеби тој ќе те предаде на судијата, можеби моќен да те предаде на судијата. И третото толкување, затоа што кога вели Свети Теофилакт Охридски, некои мислат, многу често тој така кажува не некои било кои луѓе, туку некои свети отци мислат дека под противник се подразбира ѓаволот, а под пат овој живот. И сметаа дека се мисли додека се наоѓаш во овој живот, разорија својата врска со ѓаволот, односно прекрати ги сите грешни дејства, за да не испадне после дека на страшниот суд ѓаволот има свој удел во нас. Сите овие толкувања се надополнуваат едно со друго. Потоа Господ вели: сте слушале дека е речено не прави прелюба, а јас ви велам дека секој што погледнува на жена со поход кон неа, тој веќе извршил прелюба со неа во своето срце. Толкувачот вели: зошто ни напомнува за стариот закон кога има намера да воведе друг? За од споредбата на двата закони да познаеш дека нема противречност помеѓу едниот и другиот, затоа што кога има споредба, расудувањето станува очигледно, односно кога се споредат едно покрај друго, се гледа дека нема спротивност. Бидејќи некои биле готови да приговорат дека Христос, говорејќи така, воведува нешто спротивно на претходниот закон. Затоа тој вели: еве ги поставувам двата закони еден до друг, испитај и познај ја нивната согласност. Впрочем, тој така прави не само заради тоа, туку и да покаже дека новиот закон е лесен и благовремено се воведува. Ово го кажа Свети Јован Златоуст. Значи, Свети Јован Златоуст кажува дека не само во оваа заповед, него во ниедно од заповедите Господ не кажува нешто што е спротивно на заповедите од закон. Само ги прави тие заповеди построги. И јас се навретам на нешто што претходно имаме зборувано, дека тоа и го гледаме и во самиот Стар Завет. Додека во времето на Адам и Ева, кога се размножувале луѓето на земјата, било благословено да се размножуваат некои што биле, да кажеме така, блиски роднини. Меѓутоа, после понатаму Господ дава заповед луѓето до трето колено да не се земаат. Гледаме како Господ само дава построги заповеди, слично на еден, да кажеме така, родител кој што го воспитува детето. Кога детето ќе стигне до известна возраст, тој му дава и некоја построга заповед да го воспита подобро. Така Господ се однесува со целото човештво. И сега да се вратиме на оваа заповед за прелюбата. Свети Теофилакт Охридски вели: оно што се задржува во гледањето, ја разгорува похотта и повторно погледнува со поголема желба, тој таквиот веќе извршил греф на прелюба во своето срце. Доколку тој не додал и дејство кон тоа, односно ако тоа не го исполнил на дејство, како тогаш се вели дека има греф на прелюба? Затоа што тој не го извршил тоа дело, не затоа што не сакал, туку затоа што не можел. Кога би можел, веднаш би го извршил тоа зло. А знае исто така дека ако нешто посакаме, а потоа се појави пречка кон исполнувањето на таа желба на дело, јасно е дека се наоѓаме под покровот на благодата. И жените, ако тие се украсуваат за да бидат допадливи, тие грешат дури и кога никому нема да се допаднат, бидејќи тие го подготвили напитокот иако никој не се напил. Ова се исто така
строги правила, каде што вели Господ и со желба само да погледне човек на жена, се подразбира дека тоа важи во обратна смисла и жена на маж, дека е тоа веќе грев, иако не е извршено на дело, затоа што вели во срцето своје веќе си го извршил на дело. И многу често причина зашто не е извршено дело е практичната невозможност тоа да се направи. И на некој начин Господ кога ќе не спречи да го извршиме тоа дело, не запазува, односно покажува милост кон нас за ние да се опаметиме. Меѓутоа, тоа сепак се смета за грев. Друг толкова свети Хроматија Аквилејски вели: бидејќи прељубата е тежок грев, за да го извади самиот корен на гревот, за да не ја валка совеста на луѓето, Господ ја забранува и самата желба, која е почеток на прељубодејството, како што вели блажениот Јаков во своето писмо. Похота зачнува и раѓа грев, а гревот извршен раѓа смрт, од посланието на свети апостол Јаков. Затоа и преку Давида Светиот Дух говори тоа вака: блажен е оној што ќе ги заграби и ќе ги разбие од камен децата твои. Ова е Псалм 136. И тука се гледа, кога човек го чита псалмот и ќе чита дека блажен оној кој што ќе земе твоите деца, ќе ги разбие од камен, ќе си каже човек каква е оваа суровост. Меѓутоа тука се гледа дека не се мисли буквално дека некој треба да убива деца, туку тоа е во преносна смисла кажано дека треба да ги во старт или во корен да ги сосече помислите кон грев, помислите кон похот. Тој го нарекува блажен и вистински евангелски маж, оној кој што веднаш по пројавата при самото раѓање на помислите ги убива стремежите на телесните желби, кои се раѓаат заради човечките слабости со верата во Христа. Уште еден толкова, свети Теофан Затворник ни вели: како може кога се живее во општество да не се погледнува на жена? Но тука не се кажува дека оној што гледа на жена прељубодејствува, туку оној кој што гледа со желба. Гледај, но срцето држи го врзано. Гледај со очите на дете, кое на жените гледа чисто, без никакви лоши мисли. Жените треба да се сакаат, затоа што тие не се исклучени од заповеста на љубовта кон ближните, но да се сакаат со чиста љубов, при која во мислите се душата и духовното сродство, душата на жената и духовното сродство наше со неа. Во христијанството, како што пред Бога нема машки пол, ниту женски, така треба да биде и во меѓусебните односи на христијаните. Секако ќе кажеш дека е тешко. Да, и не може без борба, но борбата предпоставува дека ние не го сакаме лошото. А несакањето на лошото пак Господ го менува во чистота. Значи, ни објаснува практично дека ние може да не погледнуваме на другите луѓе со желба. Значи, вели човек да гледа, но да не види, односно да гледа во ближниот, но да не види нешто што ја разборува неговата похота. И ако човек ги гледа околу себе луѓето како свој ближни, ако дава акцент на оно што се спомна тука, на душата на другиот човек и на духовното сродство, тогаш со други очи ќе ги гледа луѓето. Меѓутоа, ние знаеме дека во денешниот свет, кај што се или најголем акцент се става на оно што е надворешно, на оно што е материјално, тогаш и на луѓето се гледа така. Се гледа на однос на нивните надворешни карактеристики. Дали има убави црти на лицето, дали има убава форма на телото, и тоа е главното. А ретко кој навлегува во каква е душата на таа личност и какво е нашето духовно сродство со тие луѓе. Следната поука: ако те соблазнува десното око, извади го и фрли го од себе, зашто подобро е за тебе да погине еден дел од твоето тело, отколку целото да биде фрлено во пеколот. И ако твојата десна рака те соблазнува, исечи ја и фрли од себе, зашто подобро ти е да погине еден дел од твоето тело, отколку целото твое тело да биде фрлено во пеколот. Толкување. Кога слушаш за око и за рака, немој да мислиш дека се зборува за делови од телото, бидејќи тој во тој случај не би додал десното или десната. Тука се зборува за оние кои што ни се чинат дека ни се наши пријатели, а ни штетат. Така младечот има развратни пријатели и од нив трпи штета. Остави ги, вели Господ. Со тоа ти можеби и нив ќе ги спасиш ако се освестат, ако пак не, тогаш барем сами од себе си ќе се спасиш.
А ако ја задржиш својата љубов кон нив, ќе погинеш и ти самиот и тие. Значи ни вели да беше кажано за делови на телото, немаше да биде кажано само за десната рака, ќе беше кажано и за левата, и за десното око и за левото око. Но многу пати во Светото писмо десно и лево се символични представи за она што е добро или лошо. Десното е, да кажеме, добра страна, левата е, така да кажеме, лоша страна. И затоа кога се работи за десна рака или десно око, се мисли на некој кој што ни се нам толку блиски како што се деловите од телото и се некој од нашата добра страна. Не ни се ни пријатели, туку ни се пријатели. И ако тие на нас предизвикуваат соблазна, тогаш е подобро да го прекратиме другарувањето со нив, блискоста со нив, отколку да завршиме како луѓе што ќе паднат на таа соблазна и ќе извршат греф. Следен толкувач, Свети Филарет Дрозо вели: како што покажал Господ дека за прелюбата во срцето слуга е окото, така треба да се спротивставуваме на тоа и окото да го вежбаме за и тоа да служи на действеноста, односно да се одвраќа погледот од секаков соблазнителен предмет, а на она што неизбежно ни се представува да гледаме, неизбежно ќе ни дојде пред вид, да гледаме без страсти, без помисли и гледајќи да не видиме, и што е можно побргу да го пресечеме опасното гледање. И тоа е умртвување на сетилото за вид, според заповеста Господова. Од тука покривка за очите е пустино жителството, затворништвото. Но штом за зачување на десното од соблазни нечистоти треба да се умртвува сетилото за вид, тогаш споредбено можеме да разбереме и да се убедиме дека на сличен начин треба да ги умртвуваме и останатите сетила: слухот, од слушање на нескромни и соблазнителни зборови, вкусот, мирисот и допирот од соодветните дразби кои приклонуваат кон неги и раскош. Од тука вежбањето во молитва, пост, сухојадение, простота, суровост во облекувањето, во леглото, во жибејалиштето, порубувањето и умртвањето на телото се работа, умртвањето на телото со работа, со молитвени денија, со колено преклонување. Од тука овие действија се полезни за нас. И сега е интересно затоа што светителот ова го кажува во црква, не го кажува, да кажеме, во монашка средина. Тука го упатува кон сите. Не дека сите треба да се оддадат на пустино жителство и на затворништво, туку сите треба да се вежбаат духовно. Тука дава уште едно толкување што значи тоа умртвување на окото, а тоа значи да човек да внимава на тоа што гледа. И тоа е многу битно, затоа што човек ако сака себе си да се зачува од разгорување на страстите, од блудни помисли, треба да внимава на очите, треба да внимава на што го задржува погледот и што воопшто гледа. Денеска тоа е исто така потешко негово минатото, затоа што човек, како да кажам, да излезе од црква, може да ќе налета на реклама за женска долна облека, што било до пред некој време незамисливо. И нашите, да кажеме, баби дедовци немале таков вид на соблазни, а ние сега ги имаме. Но човек треба да се труди да не го задржува погледот и гледајќи да не видува, како што кажува светител. На сличен начин да ги умртвуваме и останатите сетила, затоа што меѓу другото похотите се разгоруваат и преку тие сетила што се спомнати, за вкус, за мирис, за допир. Кога човек, например, се му е убаво, се му е пријатно, кога тој е најаден, напиен, тогаш полесно се разгоруваат страстите. И затоа подвижниците што се спомнати тука во оваа поука се пример дека страстите се сузбиваат, се отсекуваат преку воздржување од гледање, воздржување од јадење, и сето тоа на човек му помага да не се стави во ситуација да биде соблазнен, да падне на некој искушение. Уште едно толкување, осветијата Анастаси Синаид вели: Господ тоа го кажал за страстите на нашите членови, кои сме должни да ги отсечеме и да ги отфрлиме од себе. Значи, кога ќе каже Господ десната рака или десното око, не го кажа во буквална смисла, туку за страстите на нашите членови, на нашето тело, да кажеме. Следен стих од Евангелието. Господ вели:
Уште било речено, ако некој ја остави својата жена, нека ја даде разводно писмо. А јас ви велам, секој што ќе остави својата жена, освен за прелюба, тој ја наведува да прави прелюба, и ако некој се ожени со таква ставена, тој прави прелюба. Свети Теофилакт Охридски објаснува, Мојсе заповедал, ако некој ја замрзи својата жена, да се разведе од неа, за да не се случи нешто полошо, бидејќи онаа што е намразена можела да биде и убиена. Та затоа дал разводно писмо на разведената, кој се нарекува и отпусно, та отпуштената никогаш да не се враќа кон него и да не дојде до раздор кога мажот ќе почне да живее со друга жена. Господ не го нарушува Мојсеевиот закон, туку го исправа, забранувајќи му на мажот да ја замразува жената по неразумни причини. Доколку ја отпушта по основа на причина, односно како она која направила прелюба, тој не подлежи на осуда. Но ако ја отпушта без прелюба, тогаш подлежи на суд, бидејќи ја принудува и таа да прелюбодействува. И оној кој што ќе ја земе прелюбодействува, бидејќи доколку не ја зел, таа може би се вратила, би му се покорила на мажот. Христијанинот треба да биде миротворец и во однос на другите, а уште повеќе во однос на својата жена. За да биде ова појаснато, го прочитам следното толкување од свети Хроматија Аквилејски. Господ и Спасителот наш во се ги изменува на подобро заповедите од Стариот закон, од Стариот завет. Впрочем, одамна на јудејскиот народ кој живеел без законот, бил предаден на насладување. Мојсе му разрешил по која било причина да се дава развод. Не затоа што е таков духот на законот, туку затоа што разузданата телесна страст на народот не можела да се придружува до цврстата правда на учењето на законот. Затоа било дадена таква можност, како што на друго место Господ одговара на прашањето на садукеите. Кога тие го прашуваат зошто Мојсе дозволил да се дава разводно писмо, Господ одговара велејќи: Мојсе заради вашата жестокосрдечност ви дозволил да се разведувате од вашите жени, а во почетокот не беше така. Затоа сега Господ и Спасителот наш не случајно го отфрла тоа право, воспоставувајќи ја заповеда на Стариот закон. Значи тој заповеда врските на чистиот брак да се зачуваат неразрушени од законот, укажувајќи дека законот на бракот најпрвен од него, самиот Господ бил востановен, затоа што тој вели, она што Господ го сврзал, човек да не го разврзува. Значи, Господ на неколку места и во Стариот завет и во Новиот завет вели дека бракот е света врска на еден маж со една жена. И бидејќи јудејскиот народ кој што го примил тој закон живеел така разуздано и така имал жестоко срце, човек можел после некој време да замрзи својата жена, да кажеме така, да му доседи да замрзи, и велат некои толкувачите што тука не се вклучени дека тие биле спремни да убијат својата жена само за да може да се оженат со некоја друга. И затоа Мојсе, за да спречи поголемо зло, заповедал ако некој сака да остави својата жена, нека даде разводно писмо. И тоа го прашуваат Господа, зашто воопшто Мојсе дозволил така. А Господ вели не треба така да биде, не е тоа духот на законот. Господ тука допушта да се остави жената само доколку има случај на прелюба. Во ниеден друг случај не дава право човек да остави својата жена. И доколку евреите би можеле да кажеме да го зачуваат ова, немало ни да има допуштување за разводно писмо од страна на Мојсе. И сега Господ кога ни ги кажува по совршените, повозвишени закони, повторно се навраќа на тоа дека не треба да се остава жената по ниедна причина, освен да кажеме дозволено ако настане прелюба. Господ продолжува: сте слушале и дека на старите им било речено: не колни се лажно, туку исполнување ги своите заклетви пред Господа. А јас ви велам, не колнете се воопшто, ниту во небото, зашто е Божи престол, ниту во земјата, зашто е подножен на неговите нозе, ниту во Јерусалим, зашто е град на великиот цар. Не колни се ни во својата глава, зашто не можеш ниту едно влакно да направиш бело или црно. Вашиот збор да биде да, да или не, не, а се што е повеќе од тоа е од лошиот, од злиот. Значи, ова се однесува, тука треба да има појаснување, затоа што тука мислам дека е вклучено тоа. Законот, односно Стариот завет, наложува казна за престапувањето на заклетвата. Значи,
Кога се работи за заклетва за која што збори Господ, се мисли на нешто што денеска не постои во таква силна форма како што постоело тогаш кај еврејскиот народ. Затоа што кај еврејскиот народ заклетвата била начин да се дознае вистината. Ако некој се заколне во тоа што кажува, се подразбира дека тој не лаже. И тоа бил начин да се дознае вистината за некоја работа. И тоа имало, да кажеме, една официјална, да кажем така, правна димензија, што денеска постои, ама не сум сигурен. Значи, каде денеска се дава заклетва кај нас во суд, мислам дека нема во другите, да кажеме, христијански земји, и на самото Свето писмо човек положува раки и дава заклетва дека се колне, дека ќе каже се што е вистина. На сличен начин тоа постоело, а Господ сега им кажа на луѓето да не се колнат. И сега да видиме зошто е тоа кажано да не се колнат. Свети Јован Златус вели, првено се враќа малку наназад и вели, зошто Христос после претходната заповед не преминал понатаму кон крадењето, туку кон лажното сведоштво, затоа што тој трга на известен начин како да ги обработува заповедите од Стариот Завет, од 10 Божји заповеди. Не убивај, не прелюбодействувај, не кради, а сега тука вели не продолжува кон крадење, не го спомнува крадењето, тука продолжува кон следната заповед, не сведочи лажно и молчешком преминува преку заповедта на кражбата. Вика затоа што крадецот некогаш се колне, а кој не се колне и не лаже, тој уште помалку сака да краде. На тој начин што дадената заповед Христос го низложува, го кутнува и крадењето, затоа што лагата се раѓа од крадењето. Значи Светиот Јован Златус ни кажува дека со ова заповед се покрива и заповеста за крадењето. Законот наложувал казна за престапувањето на заклетвата, за претенството на заклетвата да се задржат обидите, да се нарушат заповедите. Истовремено за грубиот и самоумислен, надоен народ често да се спомнува за Бога благодарение на заклетвата. Но верата го поништила обичајот на заклетвата. Востанувајќи нашите дела во животот да бидат во вистина, го уништила действието на лагата и покажала да говориме и да слушаме во простота. Следствено, на оние кои што живеат во простотата на верата, не им е потребен обичајот на заклетвата, затоа што за нив таа секогаш е така, за нив секој важи, дека она што е, она што не е. Благодарение на што секој нивни збор и дело се вистина. Односно, се кажува дека Господ сега ни кажува построг закон. Ни кажува да немаме потреба воопшто да се колнеме. Нашиот живот да биде толку очевидно праведен и толку очевидно во вистина, да не треба да го потврдуваме она што го кажуваме со заклетва, него тоа да биде јасно од самиот живот, од самите дела на човекот. Затоа ја го кинува обичајот на заклетвата. Значи, меѓу другото, Светот Илари Пиктависки што го кажува објаснување, кажува дека во Стариот Завет тој обичај на заклетва бил за да се дознае, од една страна да се дознае вистината, од друга страна и луѓето преку таа клетва колку толку да се спомнуваат почесто на Бога, бидејќи обично се колнеле во Бога. Бидејќи јудејците кои што го слушале Бога, кој им вели: небото е мој престол, земјата е подножје на моите нозе, затоа тие се колнеле во тие предмети. Но Господ им го забранува тоа, но не вели: бидејќи небото е прекрасно и огромно, а земјата е полезна, затоа не се колнете, туку не се колнете во тие нешта, затоа што небото е престол Божи, а земјата е подножје. За да не се дава изговор за идолопоклонство, затоа што стихиите од страна на оние кои се колнеле биле сметени за божества, како што тоа порано се случувало. Значи Господ кажува тука, Исус Христос, дека заповедта или за колнењето во небото и во земјата не е во некакви стихии, во некакви природни, да кажеме, не знам, сили, не знам што, туку затоа што небото е престол Божи, а земјата е подножје на Господовите нозе. И затоа, кога луѓето се повикувале на небото и на земјата, се повикувале на Бога, индиректно. Меѓутоа, со тек на време се отклониле од тоа и почнале да ги обожуваат самите предмети, самите небо и земја, и таа, да кажеме, заклетва веќе се изместила, веќе во свеста на луѓето имала друго значење. И затоа Господ, меѓу другото, им кажува веќе да не се колнат во тоа.
А во однос на тоа што вели Господ не колни се ниту во својата глава, зашто не можеш ниту едно влакно да направиш бело и црно, Свети Теофилакт Охридски вели: само Бог се колне во самиот себе, како оно што не зависи од никого. А ние немаме власт над себе си. Па како тогаш можеме да се колнеме во својата глава? Ние сме наследство на некој друг, односно на Бога. Бидејќи, ако главата е твоја собственост, тогаш промени, ако можеш, едно влакно. Значи, ни кажува толкувачот дека за разлика од Бог кој се колне во себе си, ние не може ни во себе да се колнеме. Ние ни од себе немаме власт. Ние не одлучуваме ни кога ќе се родиме, ни кога ќе умреме, и дури вели и едно влакно, најмало нешто на својата глава не може да направиш црно или бело. Значи, кога немаме таква власт, да знаеме дека не треба ни во тоа да се колнеме. Свети Теофилакт Охридски продолжува, вели: за да не помислиш, ако не кажам клетва, како ќе ми поверуваат, односно заклета, ако не се заклонам, како ќе ми поверуваат, тој вели: ќе ти поверуваат ако ти секогаш ја зборуваш вистината и никогаш не почнеш да се колнеш, затоа што никој не ја губи довербата како оној кој што веднаш почнува да се колне. Заклетвата, освен да и не, е излишна и е дело на ѓаволот. Но ти ќе прашаш, заре ми законот Мојсе, кој заповедал да се законуваат, бил лош? Свати дека во тоа време заклетвата не представувала лошо дело, туку после Христос таа е лошо дело, слично на тоа што претходно се обрезувале и правеле некои други работи кои што ние денеска не ги правиме. Затоа ние денеска не постапуваме како евреите кои што порано се законувале, туку ние се трудиме секој пат да зборуваме вистината и да кажуваме да и не. И тоа, да кажеме, се потврдува на многу примери. Дури, да кажеме, во денешно време оние кои што, да речеме, се истражни органи и сега сака да утврдат дали некој лаже или не лаже. Еден од наједноставните принципи на тоа е да види дали човек одрекува. Многу пати човек кога ќе биде фатен во некое лошо дело што го направил, не сака да каже директно не го направив тоа, туку ќе најде да се изговара со други зборови. Ќе каже, па зарем јас можев ова да направим или нешто такво, само за да не одрече директно. Тоа дури, да кажеме, денешните современи истражувачи го сваќаат, а Господ вели дека сето тоа што е повеќе од тие зборови да и не е од ѓаволот. Го направи тоа, го направи или не го направи. Се што е повеќе е од ѓаволот. И уште едно толкување од Свети Григори Палама. Избегнувајќи да се законуваме, да не велиме само да или не, туку да говориме со запазување на целата вистина, така што нашите дела да соодветствуваат на зборовите и на тој начин нашето да биде да и нашето не да биде не, согласно на смислата на евангелската заповед. Значи, тоа удвојување, зашто Господ кажува два пати. Вашиот збор да биде да и не, зашто не вели еднаш да или не. Толкувачот вели затоа што едно е исполнувањето на збор, а друго е исполнувањето на дело, кој што треба да биде согласно со она што зборуваме. Ако не се запазува зборот во правда, туку се нарушува со делата, тогаш нашето да ќе се покаже како не и нашето не ќе се покаже како да. И пак ќе биде лага од лукавиот, затоа што лагата произлегува од ѓаволот и тој е нејзин татко. И оно што зборува лага се зближува со ѓаволот и му станува негов син. И нема учество во духот на вистината и не може да биде член на телото Христово. Затоа и апостолот вели во посланието на Ефесјаните: да се обновите во духот на својот ум, да се облечете во новиот човек создаден според Бога во праведноста на светост и светоста на вистината. Отфрлајќи ја лагата, кажувајте ја вистината секој на својот ближен, бидејќи сме делови еден на друг. Ова е посланието до Ефесјаните. Значи, уште повеќе објаснува дека немаме ние, да кажеме, друг избор, освен тоа да постојано ја зборуваме вистината. И нашиот живот, да кажеме, да става потврда на таа вистина, а не да се очекува дека со тоа што ќе се законеме, ќе биде тоа некаков, да кажеме, знак на вистинитост на тоа што кажуваме. Евреите во Стариот Завет се законувале, имало таква заповед, а Господ ја укинува таа заповед, вели: вие немојте веќе така да правите,
за да се покаже дека сте навистина христијани, вашите дела нека сведочат. И навистина ние знаеме дека кога некој човек секој пат постапува исправно и секој пат ја кажува вистината, ние стекнуваме доверба. И кога ќе ни каже нешто да или не, ние знаеме дека е тоа така. А оној кој што гледаме дека лаже, например, нам ни кажува едно, а гледаме на друг му кажува друго, или зборува лошо против некој друг во наше присуство, ние знаеме дека таквиот човек, и дури да не размислуваме на тоа, знаеме дека таквиот човек и она што ќе му го кажеме нема да го задржи, и она што ќе му кажеме може да го извитопери, да го смени, и кога ќе ни кажува нешто трето, не ќе се замислиме дали е тоа навистина така или само така ни кажува. А ако сакаме да бидеме вистински христијани, ние не треба така да постапуваме, туку треба секој пат нашиот збор да биде следен со дело кое што ќе го потврдува. И ако човек живее постојано во вистина, нема потреба воопшто да се заколнува. И уште беше кажано во толкувањата дека некој пат и сомнеш предизвикува човек што постојано се заколнува. И тоа исто го знаеме од искуство, кога гледаме дека некој постојано нешто се колне, ни станува сомнително. Овие работи само ние тука на кратко ги поминавме, да кажеме така, на базина, инаку за овие работи се напишани и многу подолги објаснувања, но ете да не се, да кажеме, сепак да не се одолжува премногу, да кажеме, еден ваков дел, да кажеме, еднакво, дали ќе го наречеме предавање или како ќе го наречеме, затоа само наговестуваме која е смислата, затоа што, барем за мене, не се очигледни овие сите работи што се прочитаат од светите отци. Не следува, да кажеме, не може човек со својот ум барем јас не можам, со својот ум да достигне до тие вистини кои што Господ ги кажува, до смислата на оно што Господ кажува, затоа ни е потребно да имаме вакви толкувања. Има уште многу што може да се каже на овие теми, но ете ова сметам доволно за денес. Дали нешто сакате да прашате, дали нешто беше нејасно, нешто сакате да дадете или да забележите во врска со ова што се кажа сега? Ова беседа е првата беседа која што е во Евангелието според Матеј, понатаму има уште неколку. И тука, да кажеме, оваа беседа веќе на почеток се гледа дека тој зборува во сила, не зборува како пророците кои што биле пратени. Пророците, кога ќе Господ ги пратил, они велеле Господ вака и вака кажува, а Христос зборува со сила, а јас ви велам. И со тоа самиот сведочи дека он е законодавец. И човек може да проникне во тоа дека тој бил законодавец и на првиот закон, и на Стариот завет. И затоа не се во спротивност заповедите на Новиот завет со заповедите од Стариот завет. Затоа што истиот е законодавецот е ист. И на почеток, иако Господ зборува, да кажеме така, со едно воздржување, или кога кажувам, немојте да мислите дека сум дошол да ги поништам законот и пророците, како да дава, да не кажам, некој оправдување, ма така спречува некој да почнева да се сомнева кој е овој што сега нешто ново ведува. Веднаш потоа кога почнува да зборува, се покажува дека неговите зборови се во сила. И тоа го има на други места во Евангелието, кога ќе ги пратат слугите да го уапсат Господа, да го фатат, да го доведат врзен пред првосвестениците. Слугите нема тоа да го направат, затоа што им кажат никој не зборувал така како овој човек. И не се однесува само на зборовите што се изречени, туку на тоа дека се изречени во сила. Така што да знаеме и ние дека она што беше на крај кажано да и не, кога е подкрепен нашиот збор, кога е подкрепен на дело, тоа луѓето го чувствуваат. Кога не е подкрепен на дело, нема таква сила. Дори може да зборуваме многу, до луѓето тоа нема да допре. Но ако зборуваме и кратко, едноставно, и само такви зборови да и не употребуваме, ако е тоа
подкрепено со сила од наша страна, односно ако има една духовна сила заради нашето исполнување на заповестите Божи, тогаш тоа се чувствува и тоа се пренесува на луѓето. Ако немате нешто друго да... Тоа е точно, да. И многу пати, многу неволи може да се случат кога човек каже лага. Една може да... Прво... Да. Денеска некој вела дека живееме во време кое што е како време на пост-вистина, како вистината да е нешто од некој минато време, како да тоа нешто што не припаѓа на сегашноста. И навистина е така, затоа што веќе луѓето знаат да бидат толку бесовесни да упорно, не само што кажуваат лага, него упорно повторуваат и таа лага стана како некаков факт. И тоа е едно големо искушение на нашето време. Сметам дека порано не било до таа мера така. Ама ние не би смееле, ако сакаме да бидеме христијани, не би смееле да се поведеме по тоа и не би смееле да го прифатиме тоа за нешто нормално. Иако денеска е нормално и денеска, да кажеме, сум приметил дури и некои помлади луѓе од црква дека бидејќи растат во окружување кај што нон-стоп некој нешто лаже. Дали се политичари пред избори, дали се некои други, лагата сметат за нешто нормално и воопшто не веруваат. И тие се, да кажам така, деца во детска возраст, кои што се израснати во атмосфера кај што се свесни дека сите лажат нешто. И тие не придават никаква тежина на нечи зборови, затоа што мислат тоа може и не е вистина. Тоа не е добро и тоа е сосема спротивно на духот на Евангелието. И ние ако се трудиме да го запазиме духот на Евангелието, треба да се тргнеме од таа реалност денешна и да постапуваме поинаку. Добро, ако имате уште нешто кажете, ако не, ќе го испееме тропот на Свети апостол Матеј и ќе завршиме. Усердно од митници, зашему владице Христу, јавошу се на земји человеко. За благостом му последова, апостол избрани јавился еси и благовестник Евангелија селене веле гласе. Сега радиш ти им честную памјат Твоју, Мате благоливе, моли милостива го Бога, да грехов оставление подаш душам нашим. Слава Отцу и Сину и Светому Духу, и нини присно и во веки веков. Амин. Молитвам се да го апостола Матеј сей свети, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуј нас. Амин, амин.